Владата викендов треба да одлучува дали мерките за намалени акцизи од 2 денари за дериватите и повластината стапка на ДДВ од 10% само кај бензините, кои истекуваат в понеделник, ќе продолжат или не. Од владата за Канал 5 велат ќе се разгледа состојбата и доколку има основ мерките ќе бидат продолжени. И од Министерството за енергетика пред неколку дена посочија дека во насока на заштита на стандардот на граѓаните, како министерство работат на изнаоѓање решение во однос на стабилизација на трошоците на енергенсите, а една од превземените активности, како што посочија, се и преговорите со рафинеријата Окта за евентуално повторно воведување на попустот за компаниите. Ги уверуваме граѓаните дека владата прави напори со цел соодветно да се одговори на актуелните предизвици во енергетскиот сектор. Дел од конкретните активности се и преговорите со рафинеријата Окта, кои што во моментов се одвиваат во рамките на нашата поширока соработка. Инаку деновиве по новите меѓусебни напади меѓу САД и Иран, цената на нафтата на светските берзи варира, а од Меѓународната агенција за енергија предупредија дека глобалните резерви на нафта се празнат побрзо од очекуваното. Експертите се надеваат дека војната на Блискиот Исток ќе заврши наскоро и снабдувањето со нафтени деривати ќе се нормализира. Во однос на цените на храната, иако од владата не ја исклучуваат можноста, доколку е потребно да се интервенира и во тој дел, засега велат не размислуваат за воведување мерки, бидејќи инфлацијата е стабилна и според нив во рамки на очекуваното. Ние успеавме да смириме инфлацијата пред да почне светската економска криза и беше проектирана на 2,5 до 3% од страна на Народна банка и владата, меѓутоа сигурно ќе имаме малку повисока инфлација, ќе гледаме да биде во рамките на тие можности и владата во иднина е спремна да ги спроведува сите законски можности и решенија, дали тоа ќе биде во однос на ограничување на цени во иднина или пак во однос на намалување на ДДВ на одредени, например на основни прехранбени производи и така натаму, меѓутоа ќе реагираме во однос на ситуацијата. Дополнително Министерството за економија и труд ги подготвило и потрошувачката кошничка и измените на Законот за нефер трговски практики, кои според најавите се очекува да бидат усвоени летово. Оттаму посочија дека токму ваквата кошничка која ќе ја пресметува владата ќе помогне во иднина во случај на нови кризи при креирање на економски политики, одлуки и мерки. Со измените на Законот за нефер трговски практики пак казните треба да бидат поригорозни, а со одредбите ќе бидат опфатени и добавувачите.